Бафер зона, така се нарекува просторот помеѓу Израел и Сирија, која е воспоставена со договорот за развојување во 1974 година. Овој пат мирно на хоризонтот може да се видат граничните објекти кон Сирија. Се наоѓам на точката од каде што зад мене, на околу 10 километри, се наоѓа границата со Сирија. Доколку е јасно времето, велат дека одовде можете да го видите и Дамаск, кој е оддалечен на 65 километри од оваа линија. Многу подалеку се наоѓа границата со Јордан. Токму овде, каде што се уште има остатоци од ровови, во 1967 година се одвивале битките со Сирија. Траеле 6 дена, а зад мене долината, токму затоа и се нарекува долина на сонците. На мапата се гледа каде точно се наоѓаме. We're about right here on the map. We're right on the edge of Syria. Let's look to the south a bit. You see that big black line coming down towards us, that road? That's the border. And then where it stops, at those white buildings, which the United Nations buildings, the UN DOF. Кунитра е основана во времето на Отоманската империја. Се наоѓа на патот кон Дамаск, но од 1946 е дел од сириската држава. Оваа линија долго време била место на судир. Quneitra is right there. The water there, and then there's a road. On the other side of the road, you see those buildings. There's someone. No one lives there anymore. That's old Quneitra. But you see those houses right over there, the white buildings. That's new Quneitra. A few kilometers, about 10 kilometers away over there. Во 1967 на 10 јуни, на последниот ден од 6-дневната војна, Кунитра паднала во контрола на Израел, но во 1974 Сирија повторно ја враќа во своја територија. Но го затекнува градот целосно разрушен од израелската војска. Затоа постои стара и нова Кунитра, бидејќи во разрушениот град не можело да се живее, па се создал нов. Но овде не запираат аспирациите за Кунитра, која е освојувана и од бунтовниците во Сирија, па враќана од војската на Асад, за да во декември 2024 по падот на режимот на Асад, Израел ја нападнува тампон зона, уништувајќи воени цели на Сирија и залихи на оружје. Сега, по барање на Израел, оваа зона е демилитаризирана. Од тука се гледа Голанската висорамнина и Галилејското езеро. When we had a series of agreements, not a peace agreement, but a ceasefire with the Syrians, it was agreed there would be different zones. There would be the Israeli zone, then there would be a demilitarized area, and then there would be the Syrian side. And even within those sides, there are different areas of how many troops you could have there, what material, what type of armaments, tanks, and whatnot. Местото се користи и како музеј, бидејќи упатува на борбите од 1967, кога израелската армија се борела со сириската војска. So basically, you've got the Golan Heights. It's mostly a plateau that goes down, and then another plateau, and then it goes down into the valley, and then it goes up into the mountains on the other side, the Jordan River, or not the Jordan River, the Chula Valley, which is north of the Sea of Galilee, that whole valley area, but that's the part pre-67. So here you have the Syrians up here, and even more up here, but you have the Syrians here, looking down on the farmers, the Israeli farmers, pre-1967. In the Six-Day War in 1967, we took control of this area. Освоена од војската на Александар Македонски, од римската и византиската, отоманската војска, Голанската висорамнина е една од стратешките позиции. Под назнаката дека е израелска привремена одбранбена позиција, Израел по падот на Асад го окупира остатокот од Голанската висорамнина. Во подножјето на Голан, на самата линија со сириската граница, се наоѓа селото Мажал Шамс, место населено со друзи. Верска заедница која со векови живее овде, има своји обичаи различни од евреите и од муслиманите и од христијаните. Во нивната традиција има елементи од шииската традиција, но тие себеси не се сметаат за муслимани. Околу 1 милион друзи живеат во оваа област, а од селото Маджал Шам со голо око се гледа граничната линија.
Фаис Сафади има роднини на другата страна од границата, но и едните и другите со векови живеат овде. Family members on both sides. You heard his brother was a general in the Syrian army. Family members outside, closed borders except for once a year or twice a year, where students would be able to go over the border to go study. People would stand over there with megaphones, and over here, right over here where we are, and scream back and forth to each other messages, what's going on with the family, or what they need to know. That was before cell phones. Поседуваат сириски пасоши, а според меѓународното право, оваа територија се уште се смета за сириска. Тие се интегрирани во израелското општество, служат во израелската војска, но голем дел од нив се на високи позиции, политичари, лекари, уметници. Не е лесно да се живее на место каде прелетуваат гранати. Една испалена од другата страна на границата паднала во школскиот двор на селото минатата година, при што загинале 12 деца. Велат дека гранатата е испалена од либанскиот Хезболах. Фотографиите на убиените деца се околу игралиштето, а нивните родители раскажуваат што се случило тој ден. נכנסתי לפה בתור איש סגל רפואי, רק נכנסתי מהשער, לצערי, המבט הראשון היה לכיוון הבת שלי והחברות שלה בצד הגדר. רצתי לכיוון המקום, בדקתי את הילדה שלי, ראיתי אותה ללא רוח חיים, החברות שלה לידה גם ללא רוח חיים, אין מה לעשות איתם. ביקשתי מהאנשים להביא סמיכות ולכסות אותם מהר. Naji was the youngest in the family. He was the baby of the family, and he was basically the glue and the life and the energy of the family. אז מהיום השחרור עד עכשיו שלנו. Друзите не ги оплакуваат мртвите, бидејќи веруваат во нивна реинкарнација. Имаат сличности со погребувањето на евреите во минатото, така наречените семени гробници каде се оставаат телата на починатите, а кога телата ќе се претворат во коски, се закупуваат. עכשיו ארונות בפנים, אחרי 2-3 שנים, זורקים את העצמות בבאר ומכניסים אורח חדש. Не пречекаа со ручек, баклава и цреши, раскажувајќи за своето семејство, децата и нивните успешни кариери. Фаузи вели дека никогаш не го напуштила овој регион, но незините деца не се овде. Една од ќерките живее во Сан Франциско. Не испратија со желби за добро здравје и цреши кои овде растат во изобилство. Во меѓувреме 22 нови еврејски населбини кнуваат на западниот брег, што е најголема експанзија во последните децении. За израелските власти тие се легални, според меѓународното право нелегални. Палестинските власти ова го нарекоа окупација која ќе го смени обликот на западниот брег и може да доведе до опасна ескалација. Во текот на последните неколку месеци, израелската армија се фокусираше на операции со кои беа раселени околу 40.000 палестинци. Испразните се и во најголем дел уништени неколку урбани бегалски кампови во северниот западен брег, во кои беа сместени наследниците на палестинците кои тука побарале засолниште во претходните војни. Ова е најголемото раселување на населението на западниот брег, откако Израел ја освои оваа територија во војната од 1967 година.